Додека Мицкоски свечено отвара базен во Кавадарци, половина Македонија нема безбедна вода за пиење. Гостивар, Валандово, болницата во Лешок, сега и во Крушево, водата е бактериолошки неисправна. За само неколку денови имаме 4 града со загадена вода за пиење. Ова е најдраматичен доказ за целосниот системски распад на здравството. Институциите кои што се под власта на Мицкоски и неговата организирана криминална група. Прашањето е колку градови уште пијат неисправна вода. Самите институции повеќе не ја извршуваат ниту својата најосновна обврска да ги заштитат животите и здравието на граѓаните. Здравствениот систем е оштетен, институциите се нефункционални, а власта на Христијан Мицкоски нема ниту капацитет, ниту одговорност да се справи со сериозните закани по јавното здравје. Директорот на Фондот за здравствено осигурување е човек чие образование е тренер. Министер за полиција го праќа да објаснува за хлорирана вода. Министерот за здравство ги навредува лекарите затоа што ја изнесоа вистината. Ова е огледало на целиот системски колапс, последица на нестручност и незнаење. Оваа организирана криминална група ВМРО за 2 години успеа да направи економски колапс и целосна изолација на земјата. Сега, изгледа, сакаат и физички да ја отрујат. За труењето на народот одговорност мора да има политичка и кривична. Министерот за здравство Сашо Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов треба да поднесат оставка веднаш. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итно објавување на сите анализи за квалитетот на водата. Целосна истрага за непостапувањето на надлежните институции и одговорност од сите што знаеле, молчеле и го загрозиле здравието на граѓаните. Ви благодарам.